Околу месецот на гордоста, вреди да се потсетиме на историјата на Прајд на станите, кои наспроти сета омраза и насилство постојат веќе 51 година, а како нив символичен почеток ги гледаме немирите на Стоунвол во Њујорк. Стоунвол Ин брзо прерасна во важна институција во Гринич Вилидж. Барот бил голем, ефтин за влез и отворен за повеќето квир луѓе, вклучувајќи ги и драг кралиците, кои не биле баш добродојдени во било кој геј бар. Стоунвол прераснал во дом за геј млади кои биле избркани од дома или немале дом и бил еден од ретките, ако не единствениот геј бар, каде танцувањето било дозволено. Утрото на 28 јуни 1969 година, вооружени со налог, полицајците влегле во клубот, уапсиле 13 лица, вклучително и вработени, а и луѓе кои го прекршувале државниот статут за облека, што одговара на полот. Рацијата отишла дотаму што полицајки ги носеле осумничените во тоалет за да го проверат нивниот пол. Полициските задевања, малтретирање и раци не биле страни за квир заедницата. Но тоа утро се случува нешто невообичаено. Презаситени од постојаното насилство и социјалната дискриминација, гневните посетители на барот, но и жителите на соседството, наместо да се разбегаат, почнале да се борат. За неколку минути започнал првиот бунт во кој учествувале стотици луѓе и завршил со пожар во Стоунвол. Протестите во кои учествувале и до илјадници луѓе продолжиле во областа уште 5 дена потоа, а по само неколку месеци активистите од Њујорк и низ целата земја почнале да основаат организации за така нареченото геј ослободување. Овој настан често се наведува како прв случај на побуна на припадниците на ЛГБТ заедницата во американската историја против системскиот прогон на сексуалните и родовите малцинства што го предводела американската влада. Една година подоцна, во 70-та на 28 јуни во Њујорк, од страна на бисексуалната активистка Бренда Хауард бил организиран првиот настан на гордоста. Првиот марш, наречен Марш на денот на ослободувањето на улицата Кристофер, што името на улицата каде што се наоѓа Стоунвол Ин, во себе имал елементи и на прослава и на протест. Хауард организирала уште еден настан следната година, во 71-та, а наскоро потоа биле воспоставени паради на гордоста низ целиот свет, кои се уште се организираат, затоа што борбата за слобода, права, достоинство и среќен живот на сите квир лица е далеко од завршена. Прајд глобално и прајд локално и протест и прослава. Јавното заземање на улиците, еден ден во годината, не е само крик за прифаќање, туку и храбар чекор за промена на она што се смета за нормално во текот на целата година, а под разбирот фрлање, омраза и насилство во име на некои традиционални вредности. Во суштина промените започна за ЛГБТ и заедницата без воопшто да се објават или заедницата да дознае за тоа. Односно 96-та година Македонија декриминализира хомосексуалноста за да влезе во Советот на Европа без воопшто да го објави тоа некаде. Никој тоа и него не знаеше се до основањето на Организацијата за граѓански и човекови права, која е прва организација која работеше на ЛГБТ и прашањата, иако самата организација не беше регистрирана како ЛГБТ и организација. После 2 години некаде се формираат ЕГАЛ, кој се проект во суштина на ХЕРА, за да допре до ЛГБТ и заедницата во однос на превенција од ХИВ и сексуално преносливи инфекции. И во слично време за неколку месеци се регистрира и МАСО, која е прва организација која како ЛГБТ организација се регистрира и почнува да работи за прв пат на видливост на ЛГБТ и луѓето. Значи, МАСО со самото свое основање, првично стратегијата беше да се работи преку култура и уметност, сметајќи дека таму се најголемите наши сојузници и дека најмногу поддршка би добиле токму од тие кругови кои се занимаваат со култура и уметност. И веднаш во 2005 година, мислам дека беше, се одржа првата недела, тогаш се викаше Love is Love Week, и дојде директно Тейт Модерн во Лондон, Волфганг Тилманс. Тоа беше една шок терапија за општеството, да речем. Они точно свати каде и која е потребата и што треба да придонесе, и мислам дека тоа стартува на вистина добро, и од тогаш таа недела низ различни
периоди под различни имиња до ден денес се одржува, носејќи на вистина, а особено откако започна од коалиција Маргини Славчо Димитров да работи на тоа, на вистина мислам дека го достигна својот зенит во смисла на и пружање на поддршка и рол моделс за заедницата, за ЛГБТ луѓето, во исто време и сензибилизација за генералната популација и општеството како пошироко сватено. И мислам дека тоа беше навистина единствениот добар начин на кој помеко да се издигне темата за правата на ЛГБТ и луѓето во општеството. Ние имавме многу искуство од каде да учиме во регионот. И она што прво го научивме е дека брзањето не баш многу помага. И затоа одлучивме да чекаме малку подолго, додека не почувствуваме дека се наместени коцките. Во суштина чекавме многу подолго затоа што во меѓувреме ни се деси режим од 11 години во кој едноставно ние се боревме за опстанок, за живот, а не за нешто повеќе или подлабоки активности. Така да, после рушењето на режимот, во самиот процес на рушење на режимот, мислам дека ЛГБТ и луѓето и активистите создадоа уште посилна база на поддржувачи и на сојузници во општеството. Кога има ентузијазам, тоа е вистинскиот момент кога едни такви шокантни, многу видливи акции, мислам дека може да се направат и покрај двоумењето на многу неколку луѓе кои бевме собрани, одлучивме дека да, тоа е моментот и мислам дека бевме во право, во вистински момент. Го започнавме и едноставно избегнавме, како да речем, таа лоша карма која видовме на други места во регионот, која тешко после се ослободуваше ако еднаш така започна. Па добро, некако природно се наметна јас да бидам лидер на тимот логистика. Логистика вклучува огромен број на ствари, од договарање на сите што ќе учествуваат, не знам, комуникација со луѓе што ги возат камионите, со добавувачи за различни ствари. Најголемите препреки беа тоа што некако се беше неизвестно. Никогаш не имав организирано прајд претходно или настан толкав. Прво не ни очекувавме дека ќе се појават 2000 луѓе како што се појавија, очекувавме некоја мала бројка од 300 луѓе. Препреки не знам, исто така огромно влијание има тоа што е настан што е поврзан со некаков си ризик од насилство. И тука, не знам, владеа и чувствена анксиозност, чувствена страст, но некако, кога дојде денот на прајдот, се исчезна и едноставно сите беа преекстатични, превозбудени, пресрекни што се тука и се помина супер. За првиот прајд бев во тимот на логистика. Колку и да пробувавме секој да работи во својот тим, мислам дека самото тоа што е прво искуство и никој од нас немаше работено на прајд претходно, некако и да си во логистика помагаш во другите тимови и све тоа беше малку слеано. Како и да, за мене логистика беше најинтересниот тим, да кажем, затоа што тука имаш комуникација и со диџеите, и со изведувачите, и со сите што се вклучени во самата забавна програма, како и повеќе во нели делот, како ќе се движи поворката, контакт со различни институции, се тоа беше многу динамично, да кажеме. Имаше доста тиранска работа, па затоа ми беше забавно, предизвици имаше многу. Најпрвен затоа што уште кога ги нарачувавме материјалите, баравме некој со кој може да работиме, без тоа излезе во јавност, значи целата продукција се одвиваше пред најавата на самиот прајд. Така што имаше предизвици од тој аспект. И исто така тука доаѓа и тие природни, како да кажам, стравови предизвици што нас не беа интернализирани за безбедноста, дали све ќе биде во најдобар ред, дали све ќе се движи како што беше замислено. И мислам дека тој беше аспектот за кој сте бевме најзагрижени. Во првиот прајд бев вклучена во тимот за обезбедување и на некој начин мојата улога беше да се погрижам прајдот да се одвива безбедно.
за учесниците и нормално да на некој начин превенираме било какви опасности, да елиминираме било какви закани. И со оглед на тоа дека беше прв прајд, искуството беше нула во овој поглед, ама како што се спремавме за прајдот, учевме што се вика on the go. Меѓутоа, она што можам да го споделам е дека успеавме да се организираме добро, особено во аспект на безбедноста, имајќи предвид дека сепак живееме во општество каде што прајдот претходно бил табу тема и каде што никој не ни замислуваше дека ќе се случи прајд, особено не волку скоро во 2019. Така да имаше многу предизвици, особено од аспект на безбедноста. Имавме најавена контрапарада, имаше закани за некакви напади, се шушкаше дека има собрани различни навивачки групи, верски групи и така натаму. Така да не беше баш лесно и беше прилично тензично, особено заради тоа што немавме појма кои се другите што се од другата страна, што планираат, што ќе се случува, ама со добра соработка со полицијата, добра организација внатре во Скопје Прајд, успеавме на некој начин да ги минимизираме сите опасности и да имаме на крајот супер и безбеден прајд за сите што беа таму. Во првиот прајд имав улога да ги организирам волонтерите кои што беа заинтересирани да се вклучат да помогнат при организацијата на прајдот, но и секако учествував и во дел на односите со јавноста. Често знам да давам изјави на телевизија и слично, да учествувам во емисии, секако и во промоција на прајдот. Па добро, со оглед на тоа што ни беше прв прајд, се сеќавам дека бевме сите прилично возбудени и секако дека не беше се совршено, меѓутоа мислам дека на денот на прајдот беше повеќе од совршено. Јас лично не се соочив со некои проблеми заради тоа што бевме навистина голем тим кој што си има своји определени задачи, секој си ја извршува работата, прилично сме координирани на секојдневно ниво, така што не се соочив со никакви проблеми, баш напротив, одеше убаво. Во организацијата на првиот прајд бев најмногу вклучена во логистичкиот дел, што беше многу интересно и возбудливо искуство, затоа што реално правевме нешто за прв пат, до негде не знаевме што правиме. Од една страна организираш нешто превозбудливо, кој што има и забавен дел, комуникација со артисти, организација на поворката и слично, комуникација со заедницата, со медиуми, со сите аспекти што треба некако да функционираат заедно. А од друга страна, постојано во позадина имаше и некој реален и оправдан страв кој што сите го чувствувавме, така што првиот прајд до некаде ми обележани со таа емоција, која што мислам дека споделено сите ја чувствувавме, затоа што ни беше многу важно тоа да се случи во тоа време, но од уште поголема важност беше сите што се одважиле да излезат тој ден на улица, да се чувствуваат пред се безбедно, се да помине во најдобар ред и всушност на крајот на денот луѓето да чекорат храбри да се забавуваат. За мене првиот прајд беше неверојатно искуство, затоа што се приклучив малце подоцна во процесот, не бев вклучен од самиот старт, но откако беше развиен целиот концепт и идејата, се вметнав во тимот, бидејќи сметав дека ова е нешто прекул, ме интересира многу, сметам дека ќе научам многу во овој процес. И сакам да се истражам повеќе себе си, да ги подобрам моите капацитети и да си ги видам, да речеме, моите граници за тоа што све можам да направам како индивидуа, како активист, како дел од заедницата. И за мене мислам дека на првиот прајд беше неверојатно искуство од аспектот што го поминав на телефон. Така да работата во тимот за social media и PR беше баш предизвик, посебно од моментот што цело време добиваш известување на телефонот и од твојот личен, персонален и приватен живот, но исто така и од Прајд. И мислам дека тогаш увидовме дека постои огромна заедница
и на ЛГБТ луѓе и на поддржувачи кои што се активираа и споија во тој период како што се активираше Скопје Прайд. И на тоа едно место на Инстаграм, поточно баш профилот на Скопје Прайд, видовме огромен интерес за следење околу настанот, како тоа се дешава, што ќе се случи, пораки, коментари и слично, и мислам дека тоа беше еден многу голем вау момент за мене, кога луѓе пишуваа пораки, поставуваа прашања, муабетеа во коментарите, и целиот тој процес да го следиш од почеток до крај, на крај да видиш 2000 луѓе на првиот Скопје Прайд од очекуваните 500, беше стварно историски момент според мене за Скопје и за Скопје Прайд. Па, смитам дека имаше доста препреки баш во полето на социјални медиуми, затоа што и покрај убавите пораки и коментари што ги добивавме од ЛГБТ луѓе и поддржувачи од тука, од регионот и од светот, добивавме исто така и огромен број на закани на говор на омраза, луѓе кои што се дофрлуваа и убацуваа во разговорите што се ги правеа луѓето на објавите, закани по живот на одредени луѓе, општо и на целата заедница. Така да и тоа е нешто што го воочивме и на самиот прв Прайд, и на вториот, и на виртуелниот, и сега оваа година на третиот физички Прайд е нешто што се уште се случува за жал. И се уште чекаме реакција од институциите и да преземат нешто. На денот немаше страф. Деновите предходно бев у страшна паника, но никако толку многу бевме фокусирани сите што работевме на Прайдот. Сви беше организирано, едноставно не знам, бев пресреќен, сите не знам беа превозбудени, имаше премногу љубов, така. Ова мислам дека е едно од прашањата кои што ми секогаш кога ќе се сетам ми предизвикуваат најголеми чувства и на радост, меѓутоа и на вртлок од емоции и пред Прайдот и во текот на дента на првиот Прайд, а и после тоа мислам дека долго време. Сепак се работи за, според мене, историски прв Прайд, каде што се спремавме, никој не знаевме што да очекуваме. Сите бевме превозбудени, од друга страна имавме сите чувства како ќе биде, како ќе испадне. Бевме overwhelmed од бројот на луѓе кои што се дојде, се моментот. Бевме пресреќни едно време во текот на Прайдот, поради тоа што се сеќавам стоем напред каде што влегуваа на влезот луѓето кога се собиравме. Нема да ги заборавам тие чувства, не ми се веруваше колку има луѓе и колку беа сите позитивни, колку се беше позитивно. Така што во текот на Прайдот мислам дека тоа се чувства кои што се на енормна среќа, на една возбуда, која што не знам со што друго би ја споредила, едноставно Прайдот предизвикува такви чувства. Заедно бевме сите со многу драги луѓе и мене она што ми остави исто многу голем впечаток после секој Прайд, особено после првиот, колку пораки добив на социјалните медиуми за поддршка, колку луѓе некои што не можеа да излезат, колку се радуваа што сме таму и тоа што го правиме. Мислам дека тоа е целта, една од целите на Прайдот, баш да ги оснажни луѓето, да ги ојачи, да ги направи среќни и да видат среќни со себе си. Тоа е необјаснливо, сега ова како клише звучи, не можем да ги објаснам чувствата, но навистина не можем да ги објаснам. Мислам дека мене оној момент ми беше кога ми се прекрши се и едноставно почнав да плачеме, кога го видов Славчо Димитров дека се радува на парадата, пошто он не баш е голем поборник за Прайдовите, и кога и тоа мислам дека веќе ме прекрши и навистина јас плачев. Плачев затоа што ќе има едни нови генерации кои ќе имаат едни сосема поинакви спомени од она ние што го имаме, односно што го немаме. Ние немаме спомени. Они сега ќе имаат едни многу поинакви спомени, што е навистина вреди за се. Најмногу ти се сеќавам дека вечерта пред првиот Прайд, целите ненаспани во хаос и со премногу емоции, дека се проверувавме едни со други, едноставно као генерално ни беше страв. Али на самиот ден, кога тргнавме, кога дојдоа многу поише луѓе од што очекувавме, зашто во полиција кажавме дека очекуваме 300 луѓе, а дојдоа 2000. Едноставно, не знам, емоцијата беше, не знам, еуфорија, возбуда, среќа, сите најпозитивни емоции што може да се соберат на едно место и да се споделат од повеќе луѓе. Вечерта пред Прайдот мислам дека бев како да кажам, анксиозна и загрижена во однос на целиот настан.
Знам дека сте се звонавме меѓу себе, се проверувавме дали сме окей, како се осеќаме. Имав доста стравови за тоа како се одвива поборката, особено за тоа што имаше доста најави за контрапрајдови, за контрапротести. Имаше доста закани на Facebook, закани до активисти од различни групи, навивачки групи и слично. Па тука и природно имавме некои стравови, но кога стигнавме на самата локација, кога почнале да пристигнуваат луѓе, кога се вида таа една река на луѓе кои пристигна за кои не бевме спремни, веќе како што кажа другите колеги, очекувавме стварно помал број на учесници. Кога се свртев, кога ми кажа дека снимала алки, имавме нарачено 500 алки, очекувавме 300 луѓе. И кога видов дека надвор има ред 3 пати поголем од луѓето што веќе беа пристигнати во Жена парк, тука дојде едно чувство на природна еуфорија, на возбуда, на среќа. И од кога почна самата поборка, веќе тука беа се малце во блр. Само знам дека чувствував премногу љубов, чувствував премногу возбуда. И чувствував кога сме дел од нешто историско, што и беше така, затоа што нели беше првиот пат да има прајд во Македонија. Па така за мене тоа останува еден од најсрекните моменти во мојот живот. На денот на прајдот имаше таков микс од емоции кај мене, од една страна една доза на страв, дали се ќе биде окей, дали се ќе биде безбедно, сите дали ќе бидат, ќе се чувствуваат сигурно и сите тие аспекти од безбедноста, меѓутоа исто така од друга страна таква е возбуда и адреналин дека се случува нешто вакво, дека има толку многу луѓе дојдоа, не очекувавме толкава бројка. Јас во првата пријава во полиција пишав од 300 до 500 луѓе и доаѓаме на прајдот има 2000 луѓе. И тоа беше едно многу убаво и пријатно изненадување што искрено кај мене направи голем наплив на емоции, микс, со тоа што најголемата емоција што имав беше среќа, возбуда и од една страна тагаш, ова што нема случајно до тогаш и големото чувство на благодарност што можам да бидам дел од такво нешто и што можам заедно со сите тие луѓе да одам по улиците, да ги освојуваме и да кажеме дека ние сме тука, ние сме во голем број и не си одиме, ги бараме своите права, видливи сме, гласни сме и ќе бидеме тука и ќе станеме тука. Од сабајлето на првиот прајд ми беше онака пепирутки во стомакот, кој излегување на прв дејт со симпатијата, пошто беше излегување на прв дејт со симпатијата, во овој случај симпатијата беше Скопје Прајд, и денот започна со доручек групен со целиот тим да бевме во ЛГБТИ центарот во Хелсиншки комитет и таму со волонтерите си имавме собрано и сите јадевме сабајлето и бевме као идеме, излегување надвор и се уште траеше целиот тој момент на пепирутки во стомакот, до моментот кога некој рече дечки снимавме алки. Бевме као, што? Само што помина пола сат како снимавме алки и полицијата вика као немате вие 500 луѓе, имате над 500 луѓе и сите сме као добро, супер, мислам, тоа е тоа, се дешава. На 25 јуни во сабота излезе за љубов. 25 јуни излезе за љубов. На 25 јуни излезе за љубов. На 25 излезе за љубов. На 25 јуни сите на прајд. На 25 јуни во сабота ве чекаме на третиот прајд со физичко присуство. Ќе бидеме повторно тука, ќе бидеме гласни, овој пат ќе бидеме во попланивните часови, така да ве очекуваме во поголем број, да се журкаме, да бидеме гласни и што е најважно да протестираме бидејќи се уште не сме сите слободни и еднакви. Фала ви многу што досега излеговте за љубов и се надеваме дека ќе излезете и оваа година за љубов и за ЛГБТ и права, за достоинство, еднаквост и правда на Скопје Прајд 2022 на 25 јуни.